Производителите на сончоглед годинава со проблеми поради климатските услови, но и незадоволни од ниската откупна цена и неорганизираниот пласман. Земјоделецот Среќко Николовски од Кумановско Романовце, кој 20 на години произведува сончоглед, раскажува дека континуирано се намалуваат површините со оваа маслодајна култура. Тој лани работел 12, а годинава само 6 хектари. Вели неисплатливо е да се произведува, цената е ниска, а маката голема. Пред неколку години подобри резултати имаше, значи. Климатски услови, помала температура беше, дождливо време и така. Последниве години голема температура е, значи 40 степени. Нема дожд, нема вода за наводување. Некои ниви може да ги навадиш, некои не. И проблем е, значи секој година се поголем проблем и се намалува. И после проблеми со да се продаде производ. Значи ќе го произведе све и на крај нема цена, нема пласман. На времето марки кога беа, 2 марки идеше, 2,30 до 2,5 марки кило сончоглед. Сега од евро и 20 не може да продаеш евро. На некои луѓе и останаа и по 40-45 дена, 50 динара. Тоа е значи Николовски освен сончоглед произведува и пченка и јачмен, но вели таму состојбата со откупот е уште полоша. И ова година луѓе ајде поишки на сеја житарица, пошто сончоглед сака да се копа, радници испод 1500 динара немаш денеска. Превоз, храна 2000 динара. 10 радника 20.000, кој може да го? Лани имаше 12 хектара, ова година поишки ми е житарица, сончоглед е 6 хектара. Да. И така, значи лани жито беше многу скупа, нафта, пред тоа, значи збориме за 22. Ѓубриво, нафта, она не беше исплатливо да се сее. И поишке на сончоглед и на пченка бе. Ова година не може секоја година исто. Ги менјам културите ниви, значи една година ќе е жито, една година сончоглед и пченка ќе се. И затоа поишке оваа година пченица и на јачмен се префрли. Меѓутим цена е катастрофа. 9 динара и 10 пченица не е била задни 20 години. Јачмен за 7 динара, 8, кај го бива тоа? А нафта беше у есен 115 динари да ореш. Меѓутим цена е за нигде, луѓето се разочарани и за до година не знам, многу ниви ќе останат пусти. Нема никој ни да оре, ни да сее, ни ќе бидеме фактички граѓани у село. Држава, значи, не мисли за овој народ, за земјоделец, значи, со зор младиве ги брка. Еви, јас сум 48 години, у приватна фирма работам 23 години, плюс земјоделие и не може да се прехраниме, да истераме месец со месец. Податоците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство покажуваат дека годинава во Кумановско во пролетната сеидба биле засејани 850 хектари сончоглед, што е зголемување во споредба со претходните години. Просечниот принос нема значително намалување во последните 3 години. Годинешната откупна цена, информираат, е согласно берзите и за килограм сончоглед се движи до 21 денар.